Ристо ќе го играме финалето. Во во првиот дел на двајцата ќе ви поставам наизменично по 5 прашања. Доколку и по нив резултатот меѓу вас е изедначен, ќе одиме со играта на испаѓање додека не го добиеме вечерашниот победник. Можевте да освоите сума близу или 320.000 денари поточно, но ви успеавте да освоите само 34.000 денари. Љубиша, вие бевте несилната алка во претходниот круг. Може да бирате дали прв ќе одговарате или таа можност ќе му препуштите на Ристо. Прв ќе одговара. За 34.000 денари да ја заиграме неслабата алка. Љубиша, како се викала една од жените што ги сретнала Одисеј, а ги претворала во животни оние што ја одбивале нејзината љубов? Не знам. Кирка. Ристо, од кои 3 животни е составено митолошкото суштество Химера? Конј, лав, не знам. Лав, јарец и змија. Љубиша, кој од апостолите не веруваше во воскреснувањето на Исус, се додека не го виде? Тома. Точно. Ристо, која грешница доби простување на гревовите од Исус откако со покаяние и солзи ги изми неговите нозе? Не. Марија Магдалена. Љубиша, како се вика љубовникот на Ана Каренина во истоимениот роман? Ленски. Вронски. Ристо, како се вика жената на Отело во истоимената драма на Шекспир? Офелија. Дездемона. Љубиша, кој морско животно е имуно на сите познати зарази и болести на земјината топка? Ајкул. Точно. Ристо, што се пинч, бобтейл и коли? Марка автомобили. Кучиња. Љубиша вечерва, вие сте победник и заминувате дома со 34.000 денари. Ристо, вие сте најслабата алка и заминувате со празни џебови. А вие гледајте на повторно во најслабата алка на Алфа ТВ. Збогум! На почетокот мислев дека е Никола, потоа Звонимир, па Ристо се менуваше. Да, сметам дека има доволно знаење. Затоа што знаењето тука е многу не може да се дојде до израз, затоа што прашањата се малку специфични и брзо треба да се одговори. Ќе се најда за дома, сигурно.